Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Промената на временските услови и најавените врнежи од снег и ниските температури ги поттикна надлежните да преземат одредени превентивни мерки. За сега нема проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот во источниот регион, а состојбата на терен ќе се следи и во наредните денови. Најавените врнежи од снег веќе го отежнуваат нормалното одвивање на сообраќајот на делниците од магистралните и регионалните патишта во источниот регион. Според известувањето од Автомото Сојузот, сообраќајот се одвива во зимски услови, по влажни коловози прекриени со слој од мраз и снег, при што се предупредува дека во клисурите и засеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани Македонска Каменица Делчево и Виница Берово. Поради тоа, актуелна е препораката за исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Со оглед што од 15 ноември важи законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата, без оглед на моменталната временска состојба, возачите треба целосно да ја почитуваат. Исто така, од Автомото Сојузот подсетуваат дека од 27 ноември регионалниот патен правец R1309 од село Грдовци кон Зрновци официјално е затворен за сообраќај поради рушење на мостот на реката Брегалница и изградба на нов објект. Затоа тешките возила се упатуваат да го користат регионалниот пат преку Виница. Од општина Кочани информираат дека надлежните служби подготвено ќе го дочекаат периодот за кој се најавуваат снег и ниски температури. Кризниот штаб веќе одржал состанок и било заклучено дека се направени подготовки за справување со временската состојба. Комуналното јавно претпријатие Водовод обезбедило доволно ризла, песок и сол за одржување на продноста на улиците во градот. Исто така, избрана е и фирма што треба да се грижи за расчистување и обезбедување продност на локалните патишта во планинскиот регион. За наредниот период, синоптичарите најавија зголемени врнежи од снег, кој што со ниските температури може да предизвика значителни тешкоти во редовното живење на населението. При тоа се најавуваат и екстремно ниски температури до минус 20 степени Целзиусови. За приближувањето на студениот бран, од кој регионот ќе биде во така наречената жолта алертна фаза, предупредување упатија и од Центарот за управување со кризи и Центарот за јавно здравје од Кочани, со препораки до граѓаните да преземат соодветни мерки за лична заштита, а локалните власти да обезбедат прифатни центри за интервентно згрижување на лица под ризик од студено време. И покрај врнежите од снег и релативно повисоките температури, повторно е забележано зголемување на загаденоста на воздухот во Кочани. Станицата за мерење на квалитетот на воздухот изминатите 24 часа регистрирала благ пораст на загаденоста и присуство на штетни честички. Промената на временската состојба, односно врнежите од снег и малото покачување на дневните температури во Кочанската котлина повторно предизвикаа пораст на загаденоста на воздухот. Според мерењата на мониторинг станицата за квалитет на воздухот во Кочани, присуството на така наречените PM10 честички во 13 часот било зголемено и се наоѓало во високо портокалово ниво, што е само 1 степен пониско од максималната горна граница. Иако ваквата состојба се смета за сериозна, се уште не е алармантна, стои во извештајот на Министерството за животна средина. Релативната загаденост на воздухот е во горната граница на дозволеното, но е пониска од онаа во скопските општини Газибаба, Лисиче, Центар и Миладиновци, каде достигна многу високо, односно црвено ниво. Всушност, нивото на загаденост кај нас беше слично како она во Битола, а нешто повисоко од измерените количини на штетни честички во Кавадарци и Кичево. Присуството на сулфур диоксид во воздухот во Кочанскиот регион пак беше во светло-зелено, односно многу ниско ниво, што е во рамки на дозволените параметри. Зголемената концентрација на PM10 честичките се должи на тивкото време во изминатите деноноќија, а порастот е од согорувањето на огремниот материјал во домакинствата и институциите. Со оглед што за наредниот период метеоролозите најавуваат дека временските услови нема битно да се променат, може да се очекува и концентрацијата на штетни честички во Кочанско да се задржи на истото ниво. 2016 помина мирно во однос на заразените од овчи сипаници. Во Виница има 10 нови случаи во последните 3 месеци од старата година, а во Кочани само 4. Епидемиолозите велат дека и понатаму будно ќе ја следат состојбата со овчите сипаници, за да не се повтори епидемијата од 2014-та.
За разлика од 2014 кога во општина Виница беше прогласена епидемија на овчи сипаници со 547 пријави на заболени, 2015 и 2016 поминаа доста мирно. Самите бројки од вкупно 10 регистрирани случаи во Виница и само 4 во Кочани во последните 3 месеци од 2016 покажуваат дека годината што измина поминала без големи бројки во однос на овчите сипаници, информираат од епидемиолошките служби на Центарот за јавно здравје во Кочани и Виница. Според статистиката на заразни заболувања во 2016 година, општина Виница завршува со 91 пријава. Општина Виница 2016 година ја завршуваме со една бројка од 91 пријавено лице од заразни заболувања. Тука сакам да истакнам дека предначок пред се гастроентероколитите, односно салмонелите, кои што ги имавме во една епидемиска форма во периодот на летните месеци. Тука е по некој случај на скабиес, односно шугата, има по некој случај на туберкулоза, варичелата како опашка епидемиолошка од епидемијата која што ни се случи 2014 година, значи е присутна со неколку случаеви во текот на целата година, така да мислам дека 2016 година со таа бројка од 91 случаи на заразни заболувања е во едни нормални рамки, значи без некоја поголема бројка на заразни заболувања. Доктор Николов додава дека, иако 2016 заврши со мал број на деца заразени со овчи сипаници, сепак и во текот на целата 2017 нема да се остави на случајност, туку будно ќе се следи состојбата и ќе се реагира соодветно, за да не се повтори епидемијата од 2014 година. Со ракија и огнови не се слави Божик, апелираат свештениците. Христовото раѓање треба да се дочека достоинствено, литургиски и молитвено, а не со мрсни трпези и прејадување, велат свештениците од Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. Бадникарските огнови, печењето скара и пиењето ракија се во апсолутна спротивност со начинот на кој верниците треба да ги одбележуваат деновите пред Божик, апелираат свештениците. Гозбите и пиењето околу коледарските огнови се во целосна несогласност со црковното предание и Божикниот пост, велат од Кочанската црква Свети великомаченик Ѓорги. Последните неколку години се појави едно условно наречена традиција, тоа е традицијата со палењето на коледарските огнови. А ние како свештенство и како црква должни сме да апелираме сите луѓе кои што ќе земаат учество на таквите огнови, а сето тоа, целиот тој хепенинг, целата таа манифестација да биде во духот на православието, односно да не се служи мрсна храна, да не преминува таквото славење, да речеме во игранка, во пијанка, значи сето тоа да биде достоинствено во духот на православието, односно да биде скромно, умерено, без музики, ора, недолични зборувања, а посебно што треба да размислуваме околу овој празник е тоа што ние како што знаеме црквата има пропишано еден модус на празнување и на торжествување, тоа е евхаристискиот, односно литургискиот начин на празнување. Значи иако се собираме на таквите огнови, да не забораваме барем на овие големи празници да го посетиме храмот. Постната Бадникова вечера која треба да го сплоти семејството е заменета со малските огнови и култот на греаната ракија. Обичајот и со Бадниковото гранче не е дел од македонската традиција. Годинава Бадник се слави во петок, што според типикот на православната црква, Бадниковата вечера треба да биде постна без употреба на риба. Еден од најголемите христијански празници, раѓањето на Христос во Кочанскиот храм, ќе се одбележи со молитви и литургии. Во петок на Бадник во 7 часот, читање на царски часови, во 8 часот литургија на Свети Василий Велики и во 10 часот благословување и делење на Бадниковото дрво. В сабота на денот на Христовото раѓање ќе се служи света Златоустова литургија со почеток во 8 часот, а истиот ден во 15 часот празнична вечерна богослужба. Литургија ќе се служат и на вториот и третиот ден на Божик. На вториот ден, кога се слави собор на Пресвета Богородица, на литургија најавено е присуство на митрополитот Брегалнички Иларион. Празник есиња, но полни тезги и рафтови пред Бадник и Божик.
Продавачите и тезгаджиите традиционално пред празници ги зголемуваат цените на најбараните производи. Но граѓаните велат дека колку им дозволува джебот, толку продукти ќе се најдат на трапезата. На еден ден пред најголемите христијански празници Бадник и Христовото раѓање Божик, граѓаните ја подготвуваат празничната трапеза. Во маркетите и по пазарите ги набавуваат потребните производи кои што го даваат символот на овие два дена. Традицијата налага дека на секоја врата од домовите треба да бидат закачени бадникови гранчиња, а бадниковата трапеза е препознатлива по лепчето со паричка, варените костени и печената тиква. Пазарите деновиве се полни со костени, овошје и зеленчук, каде што граѓаните може да си купат намирници за прослава на божикните празници. Иако атмосферата е празнична, за разлика од вообичаеното, граѓаните кои што пазаруваат на пазарите сепак бараа нешто поевтино. Цените на производите се слични како и ланските или малку поскапи, но и продавачите и купувачите велат дека ретко кој е опуштен во купувањето. Оти традиционално пред празници се зголемуваат цените на најбараните производи. Иако реагираат на високите цени, граѓаните не се откажуваат од традиционалното купување за овој празник. Велат колку им дозволува джебот, толку продукти ќе се најдат на трапезата. Цените на производите по килограм главно се движат над 100 денари. Килограм костени чинат околу 150 денари. Тиквата од 10 до 20 денари за килограм. Гравот 120, јаболката од 20 до 25 денари, а портокалите околу 30 денари за килограм. Граѓаните забележуваат дека цените секоја година пред божикните празници се зголемуваат, но велат дека скромно или богато празникот сакаат да го одбележат. Многумина јануари го сметаат за еден од најдолгите месеци во годината. Новогодишните и божикните празници се причината што домашниот буџет се троши уште во првите денови од годината. Но сите велат дека не се воздражуваат да потрошат малку повеќе за да ги прослават празниците. Општинскиот фудбалски сојуз го одржа редовното годишно собрание на кое беа избрани управните и другите тела за наредниот 4-годишен мандат. Присутните делегати одлучија досегашниот претседател на сојузот Љупча Папазов и понатаму да остане на функцијата. Со повеќе од половина присутни делегати, што беше доволно за легитимно одлучување, Општинскиот фудбалски сојуз Клочани го одржа редовното годишно собрание на кое се избраа раководните тела и представниците на клубовите од регионот во Националната фудбалска федерација. Иако мандатите на председателот и на членовите на управниот и надзорниот одбор им завршуваат во март годинава, делегатите од клубовите и другите членови на собранието се состанаа нешто порано, за да ги разгледаат пристигнатите предлози за луѓето кои ќе го водат сојузот во наредниот 4-годишен период. За само еден час и без многу дискусии се поминаат десетината точки од дневниот ред, при што дел од старо-новите раководни структури ја добија потребната поддршка. Председателот го продолжил својот мандат Љупчо Папазов, уште еден мандат доби доверба од делегатите на собранието, нов управен одбор, нов надзорен одбор, председател. Избравме 4 делегати во Фудбалска федерација на Македонија во собранието на ФФМ за делегати во собранието, свој предлог за член на управен одбор на ФФМ и даваме поддршка на председател на Фудбалска федерација на Македонија, актуелниот председател Илчо Ѓуриевски за уште еден мандат да ја го води фудбал во Македонија. Захариев рече дека Општинскиот фудбалски сојуз Кочани е еден од поголемите и поактивните во државата, со оглед што во собранието членуваат 43 делегати, а сојузот опфаќа клубови и од соседните општини. Имаме две општински фудбалски лиги, Општинска фудбалска лига Кочани, А лига, и Општинска фудбалска лига Б лига Виница, која има 6 клуба, тоа се вкупно 16 клуба. Имаме 5 клубови кои се напреваруваат во третата лига, Осогово, Слога Виница, Каменица Саса, Малеч Берово, Бригалница Голак. После тука имаме два футсал клуба. Еден футсал клуб е Рудник Саса од Каменица, кој се напреварува во првата лига, и футсал клуб Унипап од Кочани, кој се напреварува во втората лига. Имаме женски фудбалски клуб кој се напреварува во првата македонска фудбалска лига жени. За жал во минатиот период имавме клуб кој згасна, Иднина С. После понатаму имаме и други клубови кои да речеме кои се членуваат во Општински фудбалски сојуз, можат да доваѓаат да присуствуваат на собрание, но имаат право да гласат и да бидат да предлагаат, да гласат и да донесат одлуки. Радува фактот што од минатото лето се формирани уште два нови фудбалски клуба во Кочанско, кои веќе влегле во Општинскиот фудбалски сојуз, како и еден клуб во Беровско,
чие вклучување во Сојузот е во процедура. Дополнително, адут за масовноста и активноста на клубовите од целиот регион е што со новата пререгистрација во евиденцијата на Сојузот се нашле над 2200 фудбалери од сите возрастни категории и рангови на надпреварување. Следува информацијата од спортот. Пета година поред локалната самоуправа на Кочани ќе реализира одлуката за финансиска подршка на успешните спортисти кои учествуваат на државни и меѓународни надпреварувања. Согласно одредбите, по 3000 денари месечно ќе добива еден спортист, а општината веќе распиша конкурс за пријавување на заинтересираните. Општина Кочани го распиша конкурсот за доделување стипендија на спортист, односно спортска надеж на Кочани, за остварените спортски резултати и достигнувања во 2016 година. Стипендијата, чиј месечен износ е во висина од 3000 денари, ќе се доделува во период од 6 месеци во текот на оваа година. Исплатата ќе трае од април до септември, а средствата ќе се обезбедат од буџетот на општина Кочани за 2017 Право на спортска стипендија имаат кандидатите кои се жители на општина Кочани на возраст од 17 до 20 години, членови на спортски клуб, друштво или асоциација, што е регистрирана во Агенцијата за млади и спорт со решение за вршење дејност спорт. Исто така, кандидатите може да бидат членови на национални спортски федерации кои реализираат национални спортски систем на надпревари и учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. Право на стипендија имат и спортисти во индивидуални спортови, врз основа на остварените спортски резултати според утврдената ранг листа на најуспешни млади спортисти до 20 години од страна на Националната спортска федерација, како и спортисти во екипни спортови врз основа на составот на репрезентациите до 20 години според утврдената ранг листа на најуспешни млади спортисти до 20 години од соодветниот спорт, подготвени од страна на националните спортски федерации. За стипендијата можат да конкурираат учесници на национални или меѓународни систем надпревари во борење, велосипедизам, гимнастика, карате, кошарка, кијање, тенис, триатлон, фудбал во машка и женска конкуренција и шах. Рокот за пријавување на кандидатите е до 17 јануари, а пријавите со потребната документација се доставуваат до едношалтерската канцеларија на општина Кочани или по пошта на адреса на општина Кочани, улица Раде Кратовче, број 1, 2300 Кочани. Критериумите за доделување на спортската стипендија и начинот на пријавување се опишани и во конкурсот, што е објавен на веб страницата на општина Кочани. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви посекуваме убави празници. Довидување.